Храната која добиваат пациентите во Штипската клиничка болница повторно е тема на пресконференција на ВМРО-ДПМН. Нивните анализи говорат дека пациентите консумираат скапа храна, односно одредени продукти во споредба со малопродажните цени се поскапи од 33 до 197%. Според ВМРО-ДПМН лебот се набавува за 66 денари за килограм или цената е повисока за 65%, споредбено со малопродажната цена, а меѓу најскапите продукти се млекото и јогуртот од овој тендер. Млеко од 200 мл, цена по договор 23,78 денари, цената претворена во килограми од договорот 120 денари за литар, цената споредена со малопродажна вредност изнесува 40 денари за литар или изразено во проценти 197% повисока цена за пациентите. Јогуртот од 200 мл, цена по договор 23 денари запирка 78, претворена во килограми, во литри 120 денари за литар според договорот, односно во малопродажба 60 денари за литар или 100% повисока цена за пациентите. Директорот на Штипската клиничка болница Ален Георгиев вели дека ВМРО-ДПМН продолжува со шпекулациите за болничката храна. Тендерот вели дека е направен според урнек на болниците кои со години набавуваат квалитетна храна, а не како што беше примерот од пред неколку години кога на власт беа ВМРО-ДПМН. Тендерот го добила фирма која на електронската аукција има понудено најниската цена. Проектирано по број на пациенти и по број на оброци во текот на целата година, излегува дека просечна цена на еден оброк без ДДВ е околу 63 денари. Тоа е вистината, тоа е цената која што е платена. Како за илустрација, онаа фирма која што држи 3 болници со години ги снабдува со надворешна храна и која што учествуваше на тендер, дури и таа се откажа, не дојде до оваа постигната цена. Така да, обвинувањата дека некој сака да користи за лични интереси, сметам дека апсолутно се безсмислени. За овие пари, сите пациенти, сите потенцијални пациенти ќе јадат исклучително квалитетна храна до крајот на годината. Пакуваната храна во Штипската клиничка болница на пациентите почна да им се дели од понеделникот.